Директорот на затворот во Штип и функционер на СДС Мики Тодоров физички напаѓа студенти. Активистот на Црвена младина и студент Јован Јанев во вечерта помеѓу петокот и саботата во Штип дивијачки бил нападнат со физички удари. Затоа што е политички активен во левица, затоа што ако претходниот режим на Груевски ја користеше полицијата да ги тепа студентите, овој режим тоа го прави директно преку своите функционери. Бараме владата итно да го разреши директорот поради недозволено, недолично и противправно однесување. Бараме Ковачевски да го разреши овој клучен човек на СДСМ во Штип, кој покрај другото во 2017 како советник во општината и како секретар во општинскиот одбор физички го нападнал директорот на ЈКП Исар. Дали ова се скалилата за напредување во СДС или само се работи за непресметлива личност за која треба хоспитализација? На функцијата директор е поставен без соодветно образование, но затоа во негово време имаме огромен број на бегства. Бегства од кои се издвојува бегството на озлогласениот затвореник Крсничи. Затворот во Штип е предмет на сериозни инциденти, тортура и трагедии. На починати за кои не се знаат околностите и причините за целосна негрижа. Медиумите пишуваат за истраги против полицајци кои примаат подкуп од затворениците. Во времето на Мики Тодоров 30 затвореници штрајкуваат со глад и праќаат ултиматуми до него. Наводи вела дека правото на посета е селективно. На затворениците од 27 април не им се дозволуваат посети, додека на други по избор на директорот посетите се дозволени во текот на целата недела. Дали оваа состојба во затворот е едноставно пресликана од насилната природа на директорот? За неговата дерегулирана состојба низ медиумите се појавуваат и вести како редовно се заканува со физичко насилство на социјалните мрежи. Но за еден ваков мајстор на корупцијата и на насилството секако дека и непотизмот не е непознат. Затоа со неговото влијание тој ја вработува својата жена како раководител на сектор во УЈП Штип, а неговата сестра во основно училиште. Вака изгледа европскиот човек на СДС, вака изгледа нивниот европски фронт. Во извештајот на Европската унија за Македонија за оваа година се вели, цитирам, состојбата во затворите е понатаму очајна. Препораките на Европскиот комитет за спречување на тортура на притворени и осудени лица не се адресирани, што е крајно загрижувачки. Во извештајот условите во затворите се опишуваат како нечовечки. СДС има една цел, тоа е да остане на власт, да ги заштити своите криминалци и насилници и да продолжи да владее низ насилство и грабеж. Против Мики Тодоров ќе биде поднесена приватна тужба и кривична пријава, додека очите на јавноста сега се вперени во премиерот во заминување Ковачевски. Дали тој заедно со министерот Спасовски ќе пробаат да го заташкаат овој случај во нивен европски стил. Но нивното време на насилство поминува. Ви благодарам.